5 деца со потврден грип се хоспитализирани на клиниката за детски болести. Педиатрите велат дека најмалите се најмногу на удар, а оние кои развиле компликации мораат да бидат под болнички надзор. На клиниката неделно имаат 4 до 5 случаи со сезонскиот вирус. Во последниот период доаѓаат повеќе деца со симптоми на грип и состојби слични на грип. Неголем дел од нив се полесна симптоматологија, но секако има и деца, особено доенчиња, кои развиваат и компликации во смисла на дорно-респираторен инфект и те се примаат за болнички третман, пневмонија или бронхиолит. Добиваат соодветен третман и најголем дел, мислам, за среќа завршуваат добро. Од почетокот на сезоната до сега со грип и заболувања слични на вирусот има 998 случаи, од кои 126 се од минатата недела. Како што објавено во извештајот на Институтот за јавно здравје, најмногу заболени има во Гостивар и Куманово. И додека кај нас според бројките не сме ниту во сезоната на грип, во соседна Србија и Хрватска, но и други европски земји, има драстично зголемување на заболени и хоспитализирани. Проблем на здравствените системи е новата варијанта на AH3N2, која според пишувањата има потешка клиничка слика. Лекарите предупредуваат на предстојните новогодишни и божитни празници, кога може да дојде до ширење на вирусот. Тоа што најбитно е помалку контакти, избегнување собири, особено во места каде има лица кои имаат симптоми на грип. Освен прославите, ризик фактор според докторите е и загадувањето. И денеска Скопје, која осамна во магла, е втор најзагаден град во Европа. Скопјани се гушат од екстремно загадениот воздух, а тоа повторно беше повод за политички препукувања. Од опозицијската СДСМ вела дека граѓаните на главниот град дишат отров, а надлежните не инвестираат во мерки за почист воздух. По методите на Вучик и Груевски, Христијан Мицкоски ги лаже граѓаните дека воздухот бил почист од Виена, велат од СДСМ. Од ВМРО ДПМН им вратија да не користат стари изјави на премиерот. Не знаеме зошто не ја употребуваат и изјавата на Заев, дека ќе донесе живот и воздух за сите, како и тоа дека аеро ќе го исчисти воздухот, велат од партијата на власт. Сања Димитровска, Сител телевизија.